кажав овој месецот на децата, септември, ќе зборуваме многу за децата, така да ова денешна тема беше инспирирана од децата и некои најнови трендови што се појават помеѓу нив. Знаете ли што е ова? Не знаете ли? Да. Ова е најновата колекција на Дори и на Хана. Има уште, мислам. Ама е многу интересна колекција. Ова се вика Попет. Така се вика Попет. Иначе, како и секоја популарна играчка, секоја популарна играчка си има своја сезона. Така да ова е сезоната на Попет, како што беше фиджит спинер пред некој време, сега ова е сезоната на Попет. Кога Доротеја кажа дека има нова играчка, мислам, фала Богу што не се овој многу скапи, 6 денари, ово мислам не е страшно. Ја купивме таа, не знаевме што е точно, ја се пуцкам сега, навика е. Иначе, не знам што представува оваа играчка и сакам да се заинтересирам. Иначе, кога го правивме првото, Доротеја одма посака второ да има, купивме уште едно, па и Хана сакаше нормално. Па после Попит излегува во некои други форми, видите какво е ова, па после Unicorn форма мора да имате ова, пошто кај мене се девојчиња, нели? Ма интересно е дека Попит, како што ги прашав Доротеја и Хана, кажам, зошто ова е толку интересна играчка? Нели, нема кој знае што поедноставно, тоа здраве, не знам, има, само вака си ги пукаш овие што се, по другата страна така си менуваш цело време. Они ми кажа вака, Попит служи како стрес реливер играчка. И за мен беше тоа фрапантно да го слушнам од дете кој е 10 години, 7 години Хана, да знае што е стрес, како прво, како второ да знае техники за како да се ослободи од тој стрес. Една од најинтересните работи е како дојдовме до овој момент во нашето општество, во нашето време, да правиме играчки кои ќе бидат играчки кои ќе помогнат децата да се ослободат од стрес. Многу интересна работа. Инаку, моето прашање беше што стана со она безгрижно детство за кое ние верувавме дека детството треба да биде. Биди бе дете докога можеш. Јас така им кажам на моите ќерки. Доротеја нормално се она е поголема, он се грижи за некои работи кога ќе порасне, кога ќе почне, он искам Дори, вака се. Тоа не ти бега. Биди дете до кога можеш да бидеш. Уживај во детството. Што стана со ова безгрижно детство во кое ние веруваме дека детството е такво? Да се биде безгрижен. Тоа ми беше како една асоциација на детство. Но сега гледаме дека од мали нозе знаат за стресот, па веројатно имаат стрес, стресирани се и дури имаат играчки кои им помагаат да се ослободат од стресот. Знаете, менталната состојба во светот не е баш на некое најдобро ниво. Менталното нарушување е еден широк поим кој опфаќа повеќе состојби во кои може да се наоѓа човекот. Едно од тие најпознатите и најраспространетите форми на ментално нарушување е анксиозноста, стресот, депресијата, биполарното однесување, посттравматски стрес, нарушување во исхраната, разни зависности, сите тие спаѓаат под тоа ментално нарушување. Сега си ќе кажам еден дисклеймер одма на почеток. На почеток да знаете дека јас немам диплома во психологија, па да зборам за таа работа. Не сум теолог. И верували или не, Библијата многу зборува или директно или индиректно покажува ситуации во кои луѓето во тие приказни биле во стресна ситуација или биле во депресија. И од тие приказни многу можеме да научиме за таа работа. Од искуството, личното искуство е незаменливо кога зборуваме за тие работи. Можеме да учиме многу, но кога ќе го поминеш тој процес, кога ќе отидеш веќе во другата страна, имаш искуство кое е многу вредно да го помениш. Јас знам дека кога студиравме теологија, јас инаку додека студиравме теологија имав едно 5 предмети по психологија. Не знам што се случи, но во тој процес на студирање ми донесоа многу познати психолози. Еден беше од Америка кој работел со многу познат светски психолог кој го преживеал Аушвиц, што да ви кажем, евреин,
Многу интересен тип и донесе ни учеше преку case studies. Имаше материјали кои беа снимени од луѓе кои се со биполарно насилување, со разни работи и за мене тоа беше многу интересно искуство да го доживеам. Но една од најчестите форми со кои ние денес се соочуваме, нашата генерација со која се соочуваме како ментално нарушување е анксиозноста или стресот. Најраспространета е во нашата генерација. Во светски рамки, 1/3 од луѓето во светот ќе се соочат со стрес и анксиозност во животот. Значи, статистички, секој трет човек во оваа просторија, ако не се соочил со стрес или анксиозност во животот, ќе се соочи. Ама секој трет човек кој седи во оваа просторија, тоа е процентуалност. Нема некоја филозофија. Според сите параметри кои ги гледам јас во последните, се прати, значи, некои такви ментални заболувања се пратат од средината на 20 век, но последните 20 години најмногу се прати тоа. Според сите параметри, процентуалноста на оние кои се соочуваат со стрес и анксиозност од година на година расте. Ако пред 20 години било, не знам, 15%, сега веќе 20%. Не знам до кај ќе расте таа работа. Веројатноста е дека и во овие редови седи некој или неколку луѓе кои се соочуваат со анксиозност, кои се соочуваат со стрес. Не голема можност, туку сигурно може за таа, јас сум убеден дека некој моментално се соочува со таа работа. Можеби за некој тоа нема да биде толку колку да се информира за нешто за стресот и за анксиозноста, туку ќе биде некоја лична борба која моментално ја има. Се соочува со таа работа. Можеби за некој од вас тоа е се уште болна тема, ако сте го поминале тоа се уште е болна тема, кога ќе каже некој стрес, анксиозност, тоа ве препотува. Тоа внатре буди некои чувства, некои емоции кои можеби сте ги имале во тој временски период од неколку години, можеби, кога траела таа борба. Можеби некој губива ладна пот кога зборам за таа тема. А верувам дека ќе има и такви кои може не може да разберат кој е поентата со толку претера стрес или анксиозност. Може да кажеш што е цела работа. Зашо не се ослободиме више? Дај да оладиме. Што е работа? Не верувам дека до крајот на пораката сите ние ќе се поистоветиме со некоја од случаите кои ќе ги раскажам до крајот. Кога се однесува за стресот и за анксиозноста, мора да признам дека тоа е многу тешка битка. Јас сум некој кој сум поминал низ стрес, низ анксиозност, низ панични напади, сум имал таква работа, еден таков период во животот. Сум поминал со луѓе кои имале такви напади. Тоа не е лесна ситуација, тоа е многу тешка ситуација во животот. Треба да се признае таа ситуација, треба храброст да се признае дека да, сега се наоѓам во таа ситуација и да се признае дека таа работа не поминува за еден ден. Знаете, многу полесно е кога те боли раката или главата. Многу полесно, ќе го адресираш тоа, главата ме боли, аналогин, бам и готово. Решена ситуација. Ама кога се случува со некоја таква невидлива работа, не може да се разбере, малку по внатрешна борба која ни рака ти фали, ни нога ти фали, ама имаш некоја битка на болка која внатре која не се опишува. Една од најважните работи, првиот чекор да се признае во таа битка е да се признае дека е тука и дека се соочуваш со таа работа. Да признаеш дека тоа е тешка работа и ќе трае некое време. Тоа што е многу болно е дека и другите се инволвирани во таа работа. Ти кои се близко до тебе, во твојот најблизок свет. Луѓето кои треба да поминат со тебе, треба да се жртвуваат, треба заедно да го поминат тоа. И уште една тешкота е дека треба да се разбере ништо точно се поминува. Треба да се разбере па можеби и каде е кореното, од што е предизвикана таа тешка ситуација. Ова па ќе кажам, ова не е групна сесија сега тука по психологија или по некакво ментално, што знам, некаква вежба, туку преку сведоштва, преку животните прикази, јас верувам дека можеме да научиме некои работи. Учебникот е многу важен, сега зборувавме за учениците и се молевме за нив, но преку учебникот ретко ќе се поистоветиш со некој, да научиш нешто. Преку сведоштвата, најмногу случаи, преку личното искуство, кој ќе прочиташ, кој ќе слушнеш некоја животна приказна, таму најмногу се учи.
Да почнем од почеток. Зашто се стресираме? Нема се задржам затоа што не ми е поентата, пак ќе кажам по психологија да држам некој предавање тука, зашто не сум ни компетентен. Причините за стрес, за анксиозност може да бидат најразлични. Односи, финансии, некои травми, работата. Важно е да се знае коренот кога се адресира ситуацијата во која се наоѓаш. Многу е важно тоа. Но мојата цел е да зборам генерално за анксиозноста, стресот и грижите и како христијанинот се соочува со тие работи. Бидејќи кога се соочуваме со тие нешта, голем дел од нашиот капацитет, животен капацитет се троши на таа состојба на анксиозност и стрес. Кога доживуваме тоа, голем дел од сите ресурси кои ги имаме ние, емотивни, силата, што и да е, ги трошиме таму и кога ќе дојде животот, ние немаме веќе сила да живееме. Не знам дали сте го поминале тоа, но од искуство зборам. Немаме сила за наједноставните работи, затоа што таму се троши најголем дел од енергијата. Пред неколку недели пак дојде до таа тема некако за грижите, затоа што многу ми се поврзани сите тие работи. Анксиозноста, стресот и грижите. Не знам кој кога почнува. Можеби грижите стојат некаде на почетокот, таму некаде. Се сеќавам пред месец и пол кога зборев со баба ми од Струмичко село, му наспитував, каде што искрено ви кажам нема кој знае какви проблеми, нема многу собраќаја, живеат таму некаде. Такво селцето мирно е ово. Баба ми кажа дека секоја вечер пред да се легне, по еден час се грижи. Има као сесија пред да се легне и пред да заспие еден саат, она има вака да се изгрижи за све живо што ќе изекне, за комшиите, и тоа кога ќе се чуе по телефон ми кажа за некој комши кој не ги знам, ама да се грижи жената. Ќе се чуе ако слушне дека патуваме некаде. Тоа е 2 часа ќе треба цело вечерта. И така. Во нејзиниот случај и во многу други случаеви да нема грижи, да нема стрес, да нема анксиозност, носи чувство на неодговорност. Она се чувствува неодговорна ако не се грижи. Тоа не се ќе прави крајно неодговорна или несериозна. Или жена која нема да искаже љубов према внуците што патуваат на секаде, зошто не си седнат некаде веќе мам, према комшиите, кои кравата е врзал таму, а не таму, има некои такви баба, има страшни грижи. И затоа понекогаш доаѓаме до состојба во која луѓето стануваат зависни од стрес, верувајте, и тоа е зависност, зависни од анксиозност, зависни од грижи, и постојано бараат нешто да се грижат и да се стресираат за нешто и да се преоптоварат со грижи, со стрес и со анксиозност. Понекогаш сме во заблуда и мислиме дека луѓето од минатото не знаеле за стрес, анксиозност и депресија, и кажеме тоа е само нашето време. Луѓето порано уживале бе. Па јас би сакал да видиме дали е баш така. Јас би сакал да почнеме со некои библиски примери кои се многу важни. Знаете, псалмите се прекрасно место каде што можеме не само да најдеме убава теологија, но ќе најдеме и место каде што луѓето ги изразуваат своите емоции без да се грижат дали ќе го навредат Бог или не. Нема таква работа во псалмите. Псалмистите кога го пишуваат псалмот не се грижат дали е ова правилно теолошки. Те едноставно го истурат своето срце пред Бог, на крајот секогаш надежта е во Бог, во псалмот, но тие го изразуваат тоа што го размислуваат. Има еден многу мрачен псалм на кој ќе се осврнеме на кратко, но пред тој псалм ќе споменам уште еден псалм. Знаете, има една позната песна од Бони Ем, тие што се слушале од 80-тите песни, сека By the Rivers of Babylon. Тоа е инспирирана песна од Псалмот 137 на реките вавилонски. И си кажете, леле, од Библијата инспирирале песна. Знаете ли како завршува овој псалм? Слушајте ги зборовите на овој псалм. Вели вака, последните 2 стиха. Вавилонска керко, што ќе бидеш запустена, блажен е оној кој ќе ти врати за се што си ни сторила. Блажен е оној, слушате што кажа во псалмистот. Блажен е оној кој ќе ги грабне и ќе ги разбие на камен твоите деца.
Воу. Псалмистот нема усул тука. Ова е многу мрачен псалм, така завршува. Псалмот завршува малтане со клетва. Што би рекле србите штаричи. Но има еден посебен псалм кој е уште поцрн од овој. Псалмот број 88. Ако сте го читале, ќе знаете за што зборам. Тој се издвојува од другите псалми. Тој е псалм кој зрачи со безнадежност. Дури псалмот 137, иако завршува со страшна клетва, преку таа клетва, верувајте ми, гледа некаков излез. Гледа на некаква задоволена правда. Но псалмистот 88 завршува со следниве зборови. Еве како завршува псалмот 88. Вели вака: Зошто, Господи, ја отфрлаш мојата душа? Зошто го криеш лицето од мене? Беден сум и умирам веќе од детството. Изнемоштев, но секи ги твоите морничавости. Преку мене минаа виорите на твојот гнев. Твоите стравоти ме засекоа. Секој ден ме окружуваат како вода, сите заедно ме обиколуваат. И слушнете како завршува псалмот. Ги оддалече од мене пријателот и другарот. Мракот ми е единствен познаник. Мрак. Безнадежност. Така се чувствува псалмистот во тој момент. Може би оние кои поминале или се оште поминуваат низ некаква депресија, имаат некое такво чувство. Баш такво чувство на мрак, на осаменост, на цел свет е против мене, на една нелагодна тишина и се наоѓаат во тоа. И немаат веќе ни збор на надеж. Немаат веќе ни мисли на надеж. Дури може би мислат дека не може да излезат од таа состојба. Тоа е тоа. Дури може би чувствуваат како и псалмистот што чувствуваат. Дека дури може би Бог е сртен против мене. Целиот гнев Бог го истори преку мене. Има и други примери во Библијата кои луѓето пишуваат или доживеале нешто слично. Еден од тие пророкот Илија. Ако има некој кој е еден од најпознатите пророци за кој може да читаме, тој е пророкот Илија. Приказните кои ги има пишувано за него се неверојатни. Тој беше некој кој беше употребен од Бог на невиден начин и кој се сметаше како еден од најголем од сите пророци кои живееле некојаш. Знаете, на гората на преобразување се појавуваат двајца луѓе од историјата на Израел што се стојат таму. Тоа се Мојсей и Илија. Тоа се представниците на законот и пророците. Мојсей го представува Божјиот закон, а Илија е представник на таа, да кажеме, тоа наследство на пророците. Во 17 глава од Прва Цареви, кога пророкот Илија прогласи суша во земјата, тој се спротивстави на царот, на неговата политика, на се што тој прави, и Бог се спротивстави преку пророкот Илија. Во 17 глава, кога тој прогласи суша во земјата, и во 19 глава, после големата битка на брдото Кармел, ако малку сте ја читали Библијата ќе знаете, но брдото Кармел е местото каде што Илија сам ги предизвикува сите 400 Ваалови пророци на Језавела и кои кажува, кои ја предизвикува, дај ќе направиме два жртвеника и оној жртвеник врз кој ќе падне оган од небото, тој е вистинскиот Бог. И врз жртвата на Илија, која беше потопена со вода, така оде приказната, Бог прати оган и ја обзема целата жртва. И таа огромна победа, каде што жртвата на Илија обземена од Бог, Бог беше прославен и народ кажа Јахва е вистинскиот Бог и 400 свештеници и пророци на Ваал беа убиени. После 17 глава и после 19 глава го гледаме Илија како е сам и како е, па во модерни термини може да се опише како во депресија. Во 17 глава тој е легнат во еден поток, каде што Господ му носи гаврени да му носат леб и месо, каде што тој јаде и лежи таму со денови. А во 19 глава, кога бега од Језавела, која му се закани, жената на царот, му се закани дека ќе го убие, тој бега и тој века готово, земи ме Господи, затоа што јас ништо фајда од мене веќе.
И тој е депресија, и тој лежи таму со денови. Таму па Господ и ангел му донесе да го храни. Еден од најсилните пророци во историјата се соочувал со депресија, состојба која денес може да ја наречеме како депресија. Еве еден лик од Новиот Завет. Ако читате првото послание на Коринтијаните на апостол Павле и второто послание до Коринтијаните на апостол Павле, ќе видите дека апостол Павле тука е во две различни состојби се наоѓа човекот. Во првото послание го гледаме авторитет, силен, пишува и така натаму. Во второто послание го гледаме дека апостол Павле ќе каже: јас сум сам, сите ме оставија. Што значи апостол? Секој каже што значи апостол. Бродолом, тепање, каменување, све значи, тоа значи апостол. Ќе каже: абе, сите се молите, ама и јас се молам, имам еден трн во телото кој Господи. 3 пати го молев Господи, Господ 3 пати ми кажа: доста ти е мојата милост. Очигледно дека апостол Павле сметал дека има потреба од повеќе милост од Господа. Господ му вика: доста ти е мојата милост. Ќе видите дека апостол Павле, според многу библиски коментатори, смета дека во второто послание до Коринтијаните апостол Павле поминува низ некаква депресија, низ некаква осаменост. И доаѓаме до Исус. Знаете, Исус знаел за гришите. Исус знаел за анксиозност, Исус знаел за стресот. Исус знаел за сите тие работи низ кои јас и ти поминуваме. Во најголема мера тој до крајот на својот живот ги поминал сите тие нешта. Се соочил со сите тие нешта. Но додека се уште бил познат и славен, тој поучувал за тие нешта. Еден од најпознатите повици кои ги имаме кај Исус е следниот: дојдете при мене, сите. И тоа се најде во Матеј 11 глава, каде што тој вели вака: дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Дојдете кај мене сите. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор во своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Исус знае со што се соочува човекот. Знае ни што поминуваш. Секој чекал во твојот живот, тој го знае тоа. И затоа тој повикува. Исус не кажа: дојди да видиш колку е тешко да се биде мој следбеник. Секој не е лесно. Исус ќе каже: тоа што ќе го поминеш со мене ќе биде многу полесно отколку сам во овој свет. Затоа што јаремот и товарот кој ти сам ќе си го ставиш ќе биде претешок за тебе. Дојдете, сите кои сте обременети, сите кои сте изморени, дојдете при мене, јас ќе ви дадам одмор. Исус знае дека луѓето се трудат и се обремените од најразлични нешта. Толку е шарено лик тој свет, од толку многу нешта не може да се обремениме и да се преоптовариме, што нема да ви дојде ни на крај памет од какви грижи човек може да влезе во состојба на анксиозност. Да се биде безгрижен не значи да се нема апсолутно никакви грижи. Исус не повикува да бидеме невнимателни, безгрижни, баш да ни е гајле за све и дека тој е одговорот на нешто. Исус не го вика тоа. Исус кажа: тие што се обременети од своите грижи, да дојдат кај Него. Тие што носат неподнослив терет од своите грижи, да дојдат кај Него, затоа што тој има терет кој е лесен. Грижа која можеш да ја поднесеш. Мора да разбереме дека колку е потенцијалот на нашата грижа. Нашата грижа има одреден потенцијал. Каде вистински е потребна мораме да разбереме и каде може да придонесе и да направи разлика, а каде не може. Грижите кои на нас ни се дадени, знаете, кога Бог го создава Адам, тој му става некаква грижа. Тој вика: грижи се за оваа создание. Грижи се. Тој е по твој надгледништо, тој е грижа која Адам имаше. Ама Адам врз себе, Адам и Ева, врз себе земаат грижа која е многу повеќе од тоа што ти може да го носат. Често пати и ние тоа го правиме. Наместо се грижиме за тоа што на нас ни е дадено, ние почнуваме се грижиме
за разни работи. Ќе видиме и зашто. Важно е да разбереме кај се потребни нашите грижи, каде е вистински потребна и каде може да придонеси да направи разлика вистински, а каде не. Зборот кој Бог Исус го користи за грижи е зборот меримна и меримнао. Тоа се именка и глагол во грчкиот јазик. Грижи. Едно од местата каде што се појавува тој збор е во параболата за сејачот. Знаете параболата за сејачот? Исус вика, имаше еден сејач и излиза да сее. Некој себења падне на добра почва, некој на патот, некој падне помеѓу трње, некој на камените тло и така натаму. Во параболата за сејачот, во 13 глава 22 стих, грижите се една од причините зошто едно од семењата посејано не роди плод. Грижите се едно од тие семења кои не роди плод. Семето кое падна помеѓу трње беше она кое беше задушено. Понекогаш мислиш, ако не се грижиш и ако не се чувствуваш вина, дека не си одговорен. Треба да знаеме зашто се користат грижите и каде тие помагаат и каде тие во суштина убиваат. Кога Исус ги спомнува грижите, тој спомнува зашто да не ги користиме грижите. Секогаш читате го текстот внимателно, каже што се спомнуваат грижите. Тој кажува зашто да не ги користиме. Тој именува места каде е погрешно да се користат грижите и на кои места тие носат духовна смрт. Во параболата за сејачот, грижите се, кога после подосна им ја објаснува параболата на апостолите, вели, грижите се грижите за светот и лажливоста на богатството. Тоа беше семето паднато помеѓу трњето. Значи, грижите за светот и лажливоста на богатството. Премногу луѓе се преоптоварени за политичката состојба во Македонија. Само тој муабет го прави. Како да ќе може да сменат нешто. Знаете, тие се грижи кои понекогаш толку оптоваруваат. Јас се сеќавам на мојот дедо, повторно му спитал во тоа мирното село каде што ништо не се случува. Последниот муабет кој тој го имал со брат му, пред брат му да добие инфаркт, беше за политичката состојба во Македонија и се скарале. Дедо ми не можеше да се собере после со недели. На крајот поша самиот да се лаже дека друг бил муабетот последен кој го имале, дека оствари се смирили. Токава грижа тој си стави на себе. Кога почна да се карат со брат му, дали е ВМРО или СДС управа за нешто, зашто и да е. Такви грижи. Што промени дедо ми со тие грижи? Апсолутно ништо, да ви кажем искрено. Соберениот стрес подосна се истура на места каде најмалку е потребен. Стресот се собира и се истура. Се истура дома, се истура на работа, се истура помеѓу пријатели, стресот се истура на сите можни места. Целата ситуација со коронавирусот и сите последици кои ги трпиме како карантини, ограничувања, страови, болести, изолација, отпуштање од работа, нивото на стресот помеѓу народот се крева многу, до плафон се крева. Една од тие работи, како прв резултат на карантинот и короната беше дека процентот за домашно наследство е зголемен во светски рамки. Насекаде. Станал затворен си и не може веќе да се излофтираш надвор, тука се истура целиот стрес. Многу луѓе се соочуваат со анксиозност и многу луѓе се соочуваат со ментални пореметувања кои ќе траат со месеци. Се стресираме за нешта за кои можеби порано не сме ни помислувале дека ќе се стресираме. Можеби имаме грижи кои не знаеме како да ги процесираме во нас. Сега имаме грижи кои не знаеме од каде доаѓаат, не знаеме ни како да ги канализираме. Грижите се опасна работа ако те зграбчат. Ако те зграбчат грижите, нема бегање лесно од тоа. Затоа што колку и да се отровни за нас, стануваме зависни од грижите. Првиот момент на слобода кој ќе почувствуваме, се чувствуваме како нелагодно. Грижите стануваат нашата комфортна зона. Не можеме без нив. Грижите кога се на погрешни места имаат една единствена улога во нашиот живот. Онака како што познатата писателка христијанка ќе каже Кори тен Бум, ќе каже вака:
Грижите, слушате го внимателно. Грижите не го исцрпуваат утрешниот ден од својата мака, туку го празнат денешниот ден од својата сила. Ќе прочитам тоа уште еднаш. Грижите не го исцрпуваат утрешниот ден од својата мака, туку го празнат денешниот ден од својата сила. Со грижите, мислејќи дека ќе си помогнеме утре, ние го уништуваме денешниот ден. Тоа го прават грижите. Еден од најпознатите текстови во кои Исус зборува за грижите се наоѓа во Матеј 6 глава, како дел од проповедта на гората, познатата проповед на гората. Тој дел за грижите Исус го завршува со следниот стих. Исус ќе каже: "И така, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе. Доста му е на секој ден неговото зло." Грижите се наменети за денешниот ден, не за утрешниот ден. А кој е решението? Во Матеј 6 глава, ако читаме цела глава, тоест последниот дел од главата, ќе видиме дека Исус зборува и ги адресира грижите кои ги имаме постојано. Токму во дискусијата за грижите, каде Исус кажува каде грижите се непотребни и каде од една страна исцрпуваат нашата сила и не прават никаква разлика во нашиот живот, тој го свртува нашето внимание на место каде што нашата сила и грижа прави вистинска разлика и е многу потребна. Нашата сила и нашата грижа мора да се свртат на место каде наместо анксиозност се раѓа мир, каде наместо стрес доаѓаме до мир. Тоа место се вика Царството Божјо и неговата правда. Многу чудно место да се зборува за Царството Божјо и неговата правда. Во средината на делот од проповедта за грижите, Исус вели вака: "Не грижете се за ова, не грижете се за ова, ама барајте го најнапред Царството Божјо и неговата правда." Мора да разбереме како прво дека не сме сами на овој свет. Нашата состојба зависи од нас, ама не само од нас. Зависи од се околу нас. Значи, за да бидеме малце да живееме во мир, потребно е светот да стане подобро место. Не само јас лично. Знаете, таа ултраиндивидуалност е многу опасна работа, многу лажна работа е тоа. Ние сме индивидуални личности и одговорни сами за себе во многу аспекти, но не сме сами на светот. Ние сме заедно, живееме заедно со луѓе околу нас. Сакаш светот да биде подобро место? Еде, каде можеш да го насочиш твоето внимание, твојата енергија и твоите грижи и твојата сила. Царството Божјо и неговата правда. Што значи да се бара Царството Божјо најнапред и неговата правда? Тоа е многу важно прашање. Тоа може да биде многу абстрактна работа, да го бараме Царството Божјо и неговата правда најнапред. Што значи тоа? Кога читав малку за справување со стресот и анксиозноста, третманот кој е многу важен и кој се применува се нарекува, се на англиски ќе го прочитам и се надам дека ќе го разберете, и ќе го преведам ако треба. Cognitive Behavioral Treatment. Заги тоа го знае сигурно. Cognitive Behavioral Treatment. Така се лечи анксиозноста или грижата за нештата во животот. Промена во однесувањето, а не само на разбирањето на нештата, е клучот. Разбирањето на состојбата само не е доволно. Да разбереш во која состојба си не е доволно. Има когнитивен дел во разбирањето, но има и дел во однесувањето кој мора да се примени за да излезеш од таа дупка на грижите. Понекогаш мислиш дека кога ги разбереш нештата доволно добро, кога ќе прочиташ доволно добро, дека си ги совладал нештата. Но многу се лажеме. Разбирањето на нештата, ако не предизвика реакција или дејствување во некоја насока, верувајте, не сме мрднале ниту милиметар кон исцеление. Без разлика на тоа колку сме прочитале и колку сме разбрале за нештата.
Истото се однесува и во контекст на тоа што Исус го зборува. Да се бара Царството Божјо најнапред и неговата правда, значи многу повеќе од размислување или генерална согласност за нешто. Знаете што е генерална согласност? Генерална согласност е следната. Дали сте веруваме во Бог? Да. Тоа е генерална согласност. Дали тоа е доволно? Никако. Барање на Царството Божие и неговата правда ја преминува таа генерална согласност. Оди во полето на действување, во полето на акција. Да се бара Царството Божие, значи многу повеќе колку само да се верува во таа работа. Да се бара Царството Божие и правдата, дикајосоне, тоа што користи Исус тука како термин, е една те иста работа. Да се бара Царството Божие и присуството на неговата праведност е иста работа. Тоа значи, Царството Божие и неговата праведност се еквиваленти. Таму каде што пребива Божјото царство, ќе пребива и Божјата правда. Не само когнитивно да разбереш нешто, да веруваш нешто дека си слушнал, туку да пребива Божјата правда, Божјата праведност во тебе и така да го живееш целиот твој живот. Акција. Дали Царството Божјо и неговата правда е она што го бараш денес или грижите се свртени на друга страна? Зашто се грижеше вчера? Присети се, ќе ви дадам малце време да се присетите за кои работи се грижеле вчера. Може би ќе ви текне, може би не да ви текне. Зашто се грижеше изминатава недела? Што ги преокупираше твоите мисли изминатава недела? Тоа е риторичко прашање, не да го одговорам. Се присетиме се. Барањето на Царството Божјо и неговата правда носи мир во ситуации во кои ние по никаков основ не би можеле да видиме мир. Во тоа се состои Божјото чудо. Ки се кажете, па добро, што значи се, ако јас размислувам и го барам и действувам кон тоа Царството Божје да биде овде, неговата волја да биде на земјата како што е на небото, како што е Отче наш молитвата, што тоа ќе направи разлика? Повторно е добар пример за нас Исус Христос. Токму во моментите кога тој требаше да има најмногу стрес. Најмногу стрес. Во часот на најголемото искушение, тогаш кога Исус во суштина требаше да се грижи за неговиот живот, тој се грижи за волјата на таткото. Тој знаеше што следи. Тој знаеше кој ќе дојде да го уопси и што следи потоа. Тоа не беше само некој судење со надежда дека ќе се предсуди во негова корист затоа што ќе има лажи сведоци. Исус знаеше точно што го чека. Крст, Виа Долороса, па крст. Кога го жалеа додека го носеше крстот, кога падна, кога му носеа вода, живите го жалеа, тој ќе кажа да не го жалат него, туку да ги жалат керките ерусалимски. Кога висеше на крстот, се грижеше за неговата мајка. Тој виси на крстот и му кажа на апостол Јован: ова сега е твојата мајка, он ќе биде сега твојот син. Со други зборови, тој на крстот се погрижи за својата мајка. Кога беше исмеван додека висеше на крстот, се молеше за простување на гревовите на оние кои го раснаа. Најнапред, барај го Царството Божие, неговата правда и се друго, како што вели Исус, ќе ви се придодаде. Простите ми. Тој е грчкиот збор. За овие додатоци ние кои ги користиме во медицинскиот термин, кога се додаваат вештачка нога или вештачка рака. Што е да е. Тие се таквите работи и понекогаш ние се молиме за тие работи најмногу, за додатоците, за кои Господ многу добро знае, а забораваме се молиме за светот на вистина да биде подобро место. Онака како што светот бега од проблемите, на ист начин црквата се соочува со проблемите. Надвор ќе видите една кутија, таа се вика кутија надеж, и секој месец по едно 5-6 кутии полниме донација за да помогнеме семејства кои се во потреба. Семејства кои чувствуваат телесен глад, вистински глад. Јас мислам дека духовниот и емотивниот глад е толку многу распространет што црквата мора да обрне внимание на тој глад.
Не само што црквата мора, црквата единствено може да одговори на тој предизвик. Не постои друга организација. Црвен крст не може да одговори на тој предизвик. Бидејќи само црквата може да ја понуди храната која е потребна за да се задоволи тој глад. Каде се свртени нашите очи и каде е нашето внимание? И пред крајот сакам да прочитам Псалм 73. Псалм 73 кој е многу интересен, кој опишува една внатрешна борба која псалмистот ја има. Токму со грижите, токму со погледот каде е насочен и каде се наоѓа благосостојбата и за него и за луѓето околу него. Вели вака: Бог е навистина добар кон Израел, кон оние што имаат чисто срце. А мене за малку ќе ми се сопнеа нозете, за малку ќе ми се лизнеа чекорите. Зашто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го напредокот на грешниците. Никакво страдање не носат. Нивното тело е дебело. Не живеат во маките на смртниците, не ги удираат човечките неволи. Зато гордоста е герда на нивниот врат, а насилството облека што ги покрива. Од здебеленоста им испукнуваат очите, таа се прелева во срцето. Тие се посмемнуваат и зборуваат злобно, со насилство се закануваат од озгора. Со устата се нафрлаат врз небото, а нивниот јазик ја обиколува земјата. Затоа мојот народ се враќа и пие изобилно вода. Па велат: од каде знае Бог? Сознава ли се Вишниот? Ете, такви се грешниците, секогаш спокојни, збираат богатство. И така, дали само јас го чував напразно срцето чисто и ги миев рацете во невиност, кога примав удари секој ден и казна утро по утро? Да речев: ќе зборувам како нив, ете, би бил предавник на родот на твоите синови. И размислував како да го сознаам тоа, но ми се гледаше мачно во моите очи, се додека не дојдов и најдов влез во Божјото светилиште и го согледав каков им е свршетокот. Навистина, ти ги поставуваш на лизгава патека, ги обрнуваш во пропаст, како одеднаш ти е стигнаа во запустување, погинаа, исчезнаа од ужаси. Како што човекот го презира сонот, кој ќе се разбуди, така Господи, ќе го презреш нивниот лик штом станеш. Кога мојата душа беше јадосана, а бубрезите прободени, бев безумник, без разбирање како животинче пред тебе. Но од сега, секојаш ќе бидам со тебе, зашто ти ја прифати мојата десница. Ќе ме водиш според твојот совет, за да ме земеш потоа во својата слава. Кого имам јас на небо освен тебе? Кога сум со тебе, ништо не сакам на земјата. Премалени ми се телото и срцето, стено на моето срце и мое наследство, о Боже, довека. Навистина, ќе пропаднат оние што се оддалечуваат од тебе, го истребуваш секој што ќе те изневери. А за мене, милина е да бидам во твојата близина, да имам свој засолниште во тебе, Господи Боже, ќе ги проповедам сите твои дела. Тоа што сме го разбрале, треба и да го примениме. Исус вели за себе неколку нешта. Тој е живата вода. Ако си жеден во животот, дојди кај Исус. Жената на бунарот своите грижи ги остави таму, каде што го сретна Исус, а незината грижа за социјалниот срам ја остави по страна и отиде да им раскаже на сите за таа прекрасна средба. Таа е одбра живата вода од која никогаш повеќе не беше жедна. Незината грижа беше оставена по страна. Ако си гладен, дојди кај Исус, бидејќи Исус каже дека тој е лебот на животот. Тој за себе рече дека може да не нахрани. Од него извираат сите нешта. Нека Господ не биде храна и нека не биде вода во нашиот живот и кај него да ги оставиме сите грижи. Амен.